Ацо, зошто плачеш? Па ќе има и друга сезона, Бранко ми кажа. Не можеш да ме смириш, бе, Ецо. Don't even try. Ај гледай ми очи. Те молам, Што? значи. Што? Смири се. There will be a new season. Promise? Promise. Шутјур. Се надам дека Денерис ќе оживее уследната и ќе губи оној Џон Сноу. Човече, немам што да гледам више. Мислам, Знам. се неквалитет искача, човече. Ова Чернобил со англискиот, мислам, не можам органски да ја поднесам. Ман бе, ато бе, кјути Човече, ми неќе ме не, расплачеш. Па ти викам. Риже, дај пуштеш пица? Лека ноќ, Македонија! Добре дојдовте во последната епизода од оваа сезона на Вчерашни новости. Отлично, колешке. А кревите се тажни, кревите се тешки. Може да ги носат само вистински мажи на плешки, ќе рече Александар Алексовски. Воедно и ваш водител, а до него ја гледаме погордата половина Јелена. Ајде, смири се, Ацо. Имам една, фала. А вие спремете се да дознаете што следува. Тебе па и ти можеш ли се созовеш, што молам? Ексклузивно, како помина отворањето на автопатот Миладиновци-Штип. Вчерашни интервју, разговор со експерт за нуклеарни централи. Господ нека ни на помош. Вчерашни на терен, како помина пречекот на светскиот првак во дописан шах. И тука ти светски шампион сум. Сакаш да каснеш нешто здраво меѓу оброци, но никако да им избегаш на морето джанк ужинки. Пробај Виталија Супер Роу Барс. Целосно природни, со 5 состојки и повеќе од 80% овошје. Без глутен, без додаден шеќер, без грижа на совест, без размислување. Виталија Супер Роу Барс. Junk free, guilt free snaking. Добар ден, повелата. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море, сино, песок, плажи златни. Кажи само каде сакаш ти. Со савана, ова лето ќе се памти. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Сончевата енергија е бесплатна. Соларни колектори Solarico. Енергетски ефикасни. До 70% заштеда на енергија за топла вода. Поддршка на системот за грејење. 10 години гаранција. Solarico. Центар на вашиот систем. Сертифицирани од Din Solar Kimark.
Македонската диаспора на Бахамите инвестирала 40 милиони евра. Кои се тие нашинци? На ова прашање нема толку едноставен одговор, бидејќи тој некој може и да седи, лежи, клечи, потпира, а не само да стои зад инвестициите. Според истражувањата, македонската диаспора од Бахамите во земјата инвестирала фантастични 40 милиони евра, а одма зад Бахамите е сиромашната Швајцарија со 29 милиони евра. Улала, владата веќе распиша конкурс за вработување на советник за продлабочување на економските врски со Бахамите. Улала, а на Facebook се огласи екс-премиерот Никола Груевски, кој реторички запраша: сега сваќате, зошто палми? Не свеќам зошто палми се. Не знам, и јас не сватив. Не се. Продолжуваме со вестите. По многу одлагања, автопатот Миладиновци-Штип конечно пуштен во употреба. Но како и на секоја дневно политичка тема, има хейтери овај граѓани кои не се задоволни со овој развој на настаните. Или Салфета е со нив. Салфетке, одовде протестот изгледа навистина масовно. Така, студија се наоѓаме пред патарината број 237, каде што се одржува масовен протест од играорците кои што не се задоволни од ваквото отворање на автопатот. Зошто протестирате и што е проблемот? Како, госпожа, што е проблемот? Денес ќе се отвора, утре ќе се отвора, за недела дена ќе го отвориме, за месец дена ќе го отвориме. Скапавме чекање. И? Како и го отворија без нас? И сега ние овде ќе играме и ќе протестираме, се дури не ни се плати за трудот. Без парица влада е ворово. Порано не викале на се. Значи сме отварале канти за ѓубре, нови бе поставуваја и не викаа да ги отвориме. Но, значи, еднаш сме играле на свечено пуштање во употреба на ножица за свечено сечење лента. Океј. А кои се вашите следни чекори? Значи, чекорите се тие, 3 напред, 1 назад. Стандардно, ама ако нашите барања така не се искушани, ќе радикализираме со играње на джез балет пред влада. До таму ли дојде? Евентуално да радикализираме уште со фри джез исто така пред влада, се дури не одговорат на нашите барања. Страшно. Дечки, 5 минути пауза. Кој моча, кој треба да се јави на мајка му, нека се јави и после тоа продолжуваме со ситното, пошто е многу прикладно отисме на патарина. Страшно. Студија. Ти благодарам на исцрпните и темелно составени информации, или Салфета. А ние продолжуваме... Абе, дај тргни се за дочитам, човече! Аман! А ние продолжуваме со вчерашни. Шо се занесуеш? Шо ти стана? Ај си и таму. А сега вести од енергетиката. Нашиот источен сосед, Република Бугарија, реши повторно да гради нуклеарна централа. А Македонија има интерес да учествува во низината изградба. Да видиме што ни подготви Ланчо. Ланчо, дали се слушаме? Ово ме печат оците, човече. Што бе те пече ова? Ланчо? Да. Па си се накапал со ураниум, како не те пече. Миле, па дај бе да му е да бе луѓе има угаси таму тоа. Почнувам. Да. Да, така е, студио, конечно работа за нуклеарната агенција на Република Македонија. Тука сме во нивните простории, каде ќе поразговараме со господинот Ристовски, така? Астрофизичар и магистар по нуклеарна медицина на универзитетот во Полок. У Петровец универзитетот беше у Полок, порано го преместија се. Се извинувам. Добро, каков е интересот Македонија да учествува во оваа нуклеарна централа? Па види брат, прво и основно нема никад више да увеземе струја. Добро. Ако учествуваме. Значи Македонија ќе добие до крај, значи бесконечен извор на енергија. Супер. Втора работа на комши, ако не му помогнеш, на кој ќе му помогнеш? Да, така е. Плюс има некој директорско место, се надевам, за некој Па од како? нашите. Па како нема? Па како, што мислиш? Па што мислиш? Па еве више е договорено овие дуи да ја водат нуклеарната централа во Белене. Што значи Господ нека ни е на помош. Да, Господ нека ни е на помош. Бог да чува, да. А знаеш оваа серија, си ја гледал ве Чернобил оваа? Што си ја гледал? Хаварија кај што се деша. Па ти тоа да се деси, ние да учествуваме во оваа нуклеарна централа, да се деси такво нешто.
Па ти знаеш што глумци вакви како тебе ќе можат да играат по тоа филмовите таму по Холивуд? Ти знаеш тоа дека е нови вработувања, нови пари од држава? Озбилно? Па озбилно, како мислиш ти? Ја ако ме прашаш мене омилен ми е Џорџ Клуни. Јас сакам мене да ми игра Џорџ Клуни, са не дека се наметнам таму, тие са си знаат режисери што се таму, ама ја би сакал Џорџ Клуни. Добро, па логично е да така да размислуваш од радиацијата ти. Не бе брат бе. Па толку студио. Не бе брат, каква радиација, што збориш? Абе Џорџ Клуни ти татето важата што има, око ако те пече кантарион ќе стеш. Тето важата брат ја има правено еден братучет мој, истата како на Џорџ Клуни на врат што му е. Ама Бирсен му ја правеше од бутел. Фала, Ланчо. Ацо? И дојде време за последен пат во оваа сезона да се смееме насила во Кикири Какара вестите. Вестите во кои Александра и Јелен беа тука за вас. И смејата ја канализира од нивните срца директно во вашите мали екрани. Јецо, мене ми е многу тешко, ја не знам ова како ќе го изведам. Не ми е до смејање, човече, ич. Мораме, Ацо, за публиката. Ајде една проба. Ај. Прва вест. Јелена, дали знаеш колку функционери се потребни за да сменат сијалица на бандера? Не, колку? Ниеден. Имено во село Дреново. Иако еден жител на селото веќе 10 години ја плаќа комуналната такса за улично осветлување, нема ниту една јавна сијалица. Добри влажни вести ни доаѓаат од Дојран на запад, од Дубровник на Струшкиот пашалак, односно градот на скапите пијачки Охрид. Зголемено нивото на Охридско езеро како последица на последните врнежи. Како што гласи четвртата Њутнова теорема, секое тело потопено во вода ќе се удави ако не знае да плива. Што имаше врскова со Охрид? Па нема со Охрид, ама има со мојата петка по физика во 8 оделение. Последна вест. Додека добри влажни вести ни дојда од Дојран на запад од Охрид, лоши влажни вести ни доаѓаат од Охрид на исток од Дојран. Како што велат оние кои што немаат друга работа и мерат колку вода има во езерата, Дојранското езеро е огромни 11 сантиметри под нивото. 11 сантими? Или големината не е битна? Толку од овие последни кикирику вести. Исклучете ме дур, не се расплачам повторно. Знаењето е сила, знаењето е моќ, беше слоганот на една бивша кампања, а токму ова и причината поради која на еден од обвинетите во империја му е доделен пасош со ограничено време траење. И тоа без знаење на СЈО. Според барањето на неговите адвокати, тој покрај неодложните службени патувања требало да оди и на дополнителна и задолжителна едукација. Стипендијата овој бизнисмен ја добил од страна на Основниот кривичен суд во Скопје. По ова младиот стипендист решил студиите да ги продолжи во Келн. СЈО за ова дознале од телевизија, при што го забележале на церемонијата на доделување на дипломи. Тие, иако се горди на неговиот одличен успех, сметаат дека не е во ред што не биле поканети на неговата постдипломска прослава. По ова се очекува и голем дел од обвинетите на СЈО да аплицираат за стипендија за студии во странство, а Никола Груевски изјави дека тој е таму преку програма за размена на студенти и се надеваат дека ќе се врати кога ќе му заврши семестарот тука да го пренесе неговото знаење. Македонија е земја во која имаш поголеми шанси да добиеш на лото отколку да бидеш осуден поради кражба на милионски суми. Сепак, се уште постои зрак на надежка и граѓаните дека ќе се најде некој кој конечно ќе ја изнесе правдата на виделина. Да видиме кој е тој. Ланчо, дали се слушаме? Па така променливо. Ланчо бе? Загушлива да не. Ланчо? Ленче, отвори! Да момчева малку. Отвори, Ленче! Отвори! 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 Почнувам. Да, ајде. Се наоѓаме во една од најважните институции во државата. Каде? Каде? Па кај вас во СЈО, нели се? Ние, да, најважна е. Да. Госпоѓо Катица, дали сте информирана дека еден од обвинетите на кого што му е одземен пасошот не беше во државата пред неколку дена? Апсолутно. Ние за се сме информирани. Тоа што кружата некои муабети, ништо не е вистина. Не е вистина. Следиме ракомет, знаеме кој што, како, дека се едуцира, ништо не може да ни промакне. Добро, тоа е супер, но
Дали имате информација дека човекот е вратен назад затоа што против него имате нели покрената постапка и тоа? Ние неговиот Facebook константно го следиме. Знаеме која локација каде е, која ќе се чекира најново, ќе знаеме локацијата. Мојот тим постојано следи пред малите екрани. Звезде Гранда, сега Валандово Фолкфест. Значи ништо и никој не е забележен на ниту една друга манифестација. Ќе морам да ве запрашам нешто. Не знам, имам чувство како да СЈО последни дознаваат цело време. Не е точно. Не е точно. Сакате да ви кажем што се деси во Game of Thrones? Во Game of Thrones, значи тој што не гледал Game of Thrones, знае што се случува во Game of Thrones. Ве молам, не е тоа прашањето. Значи скружат муабети во државата дека СЈО полека го губи својот легитимитет. Што мислите вие за тоа? СЈО е силна институција. Врз неа не може никој да влијае. Ние сме силно решени сите случаеви да ги доведеме до крај. Така да, кој што сака нека праве, СЈО нема да исчезне. Ние ќе се бориме до крај. Ние ќе изнесеме целата вистина на виделина. Ние мора да се знае вистината за Македонија. Ете, драги гледачи, како што може да забележиме, исчезна и последната надеж. Студија. Крајот на школската година дојде, а еве и епизодава кон крајот дојде. Ке завршат и вчерашни лектирата што во секој дом ја има. Летото е депресија. Тоа е нашата максима. Кои лектири ќе се читаат да видиме? Книгата е злато и знаење, па да видиме. Спиро Ристовски, Момчето со пижами на риги. Павле Богоевски, Снеговите на Килиманџаро. Сашо Мијалков, Злосторство и казна. Кочо Ангјушев, најголемиот трговец на светот. Рамиз Мерко, калуѓерот што го продаде своето Ферари. Али Ахмети, Владетелот. Никола Груевски, Бегалка. Крсто Муковски, Тајната врата на успехот. Зоран Заев, Пинокио, Амди Бајрам. Хазби Лика, Невидливиот човек. И многу други. А минатата недела, еден од највозбудливите спортски настани или на англиски ивенти, беше и победата на Панче Игњатов од шаховскиот клуб Арпад Ело од Македонска Каменица, кој го освои првото место во дописен шах на еден светски турнир кој сакаше да остане анонимен. Од живописната северно-македонска Каменица, каде победникот е пречекан со овации, Менде Гибнатио. Еуфорија. Еуфорија е зборот што ми иди прв да речам. До нас е таблата на која се играше легендарниот еуфоричен надпревар помеѓу Давид и Голијат или Панче Игњатов и Нурсебаев од Казахстан. Да погледнеме. Од сите страни Панче наш големаш, прво честитки за големиот успех на нашиот јунак и шампион. Честитки, честитам. Ако може за најмладите да објасниме што е тоа дописен шах. Порано кога немаше интернет, се конвертираа потезите на далјина на дистанца, кога игравме тој ќе мрдне потез, некој ќе ти го прати по писмо, ќе добиеш и ти ќе му вратиш назад. Ама тогаш поштите работеа. Ама и сега е динамично, интересно е. После добивам писмо, гледам кој на C7 би стел. Викам сега тука ќе видиш каков мат ќе дава. И тука крајница ставам на 8, пишам, го лижам тоа, ја досам и шахмат и тука и светски шампион сум. Го имаме Панчев, сега го имаме Панче. Кажете ми, колку е тешко да се види врвен спортист? Па ич не е лесно. Тоа се години и години припреми, по теретани, по пензионерски, пред кооперација, со точакот натаму нааму, по шалтери во пошта и све. Ама тоа е, сега на крај гледате, сите се гордееме со мене. Абе, кажи кој те научи шах, бе? Ајде, ти, кој те научи шах? Кој те научи шах? Кој те научи шах? Еве, и градоначалникот не кани сите на вечер, ајде и ти. И ти така е, треба да си касните, заслужено е. Ова е голем успех
на македонскиот спорт, а воедно и на македонски пошти, од и тие за среќа немат загинато ни еден од потезите пратен по пошта. Потек по потек, наш Панче сега е на врво на цвето. Тргнува, абе кај не мом да трчам, ќе се растријам меѓу нозе. Види ги шо нап. Еве, оти вака прајте, ве, човек. Види го онај, зеде се качи со нив, лајно едно. Тоа беше Менде, кој за последен пат известуваше од местото на злосторот. На сите ќе ни недостига овој тежок терен. Режија, што е со кадров? Дај вратете на мене? Тодорче, врати на мене да не ти се вратам во минатото, генетиката ќе ти ја сменам. Ова лето ќе се памти, со савана сите одмори се сладки. Море, сино, песок, плажи златни. Кажи само каде сакаш ти. Со савана ова лето ќе се памти. Иновативни, композитни, нова генерација бойлери, А-класа енергетска ефикасност, 60% заштеда на енергија, хигиеник топла вода, 30 години гаранција на композитниот резервоар, Соларико Unicube бойлери, центар на вашиот систем. Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Велат сите патишта водат кон Рим. И токму таму ќе ве однеси студирањето на програмата Бизнес администрација и економија. Студирајте 2 години во Скопје на Универзитет Американ Коледж и 1 година во Рим на Универзитетот Тор Вергата, рангиран помеѓу првите 500 универзитети во светот според Шангајската листа. И најдоброто од се стекнувате со двојна диплома. Пријавете се веднаш. За повеќе информации посетете на uacs.edu.mk. Сакам да се изразувам во различни стилови. Немам конкретна формула за инспирација. Некогаш цртам доста навечер, некогаш знам да одморам, па да не престанам со работа со денот. Немам еден медиум на изразување. Кога не тетовирам, цртам на хартија. Кога ми досадува тоа, сликам или цртам со спрејот. Златен даб за мене значи опуштање и уживање. Секогаш кога ќе завршам со работа, знам да се напијам пиво. Позатоа сакав мојот дизајн да го поврзам со тетоважите. Кога го правев дизајнот за лименката на Златен даб, најчесто цртав после работа. Ми инспирираа традиционални мотиви на тетоважи, но преработени со нови техники. Јас сум Блаже Атанасков и ова е мојот дизајн за лименката Златен даб Limited Edition. Болje да носим кратку косу, ке речат познатите, а богами и попрактичните личности кои обрнуваат внимание на климатските аспекти кои треба да ги поседува една фризура во периодот на летниот тек. Ladies and gentlemen, пред самиот крај, Sir Путец. Абе, комши бе, сега за лето ќе те спремам, мада лето ли е, зима ли е, есен ли е, не знам што се деси со ова, али да не се гидеш, има ти го направам фризурче од 4 стаџоне. Можеш и на сунце и на све. И направам тука, може евентуално нешто како патче да ти правам, али да не попиеш некој харпун, ај ќе видим што ќе направиме. У секој случај, ќе те средам, после ќе те пратам овдека кај Путе да ти издепилира малце убаво, да те среди за на плажа. Па топол ми е восокот уште, шефе, ако сакаш една бразилка ќе му направам, нема ни влакно ни ништо да вири. А сакаш и тебе, после ќе те фатам. Ајде бе, јас сум стара школа бе, па ти се знаеш и у моје време бе, искачаш на плажа бе, љубавен тепих тука као господин, па да привлечеш внимание, се знае кој е мушко, кој е женско. Не, денеска све си спомешава. Мушки бе депилираат, веги и све прават, тука се депилираат, а женски бе носат гајби пиво све тоа бе. Све си спомеша бе, не знам што да речам. Мада, кога ќе размислам боле, не е толку лошо, пошто да си женско денеска, разбираш, има предности. Нек някој слушам премиерот,
Кажува се, ако ќе менjал реконструкција, ако ќе правил жениве, нема да ги сменил што се министри, пошто биле малку. Жените сега, според ова укажување, не треба се плашат дека ќе ги фати реконструкција, оти малку не се. Парите дома жената ги чува. Каков е бе тој критериум малку за способност? Кај го има тоа сега? И што се овие други мушки што се неспособни, ако сакаат да бидат министри, што сега треба да се прават, да менјаат пол? А ја ако сменам пол, може министерка ќе ме става. Не си ти мали бе за министерка бе, ти си директно за премиер, односно премиерка што ги ме стави. Деле шефе, фала шубаво ми мислиш. Секој спомна премиер, си кам шо правено и нашиот Будимпешта, за кој навил, за Веспрем или за Вардар? Сега ми изнервира, на жулј ми стапна. На шо личи тоа мешање спорт и политика? И овие некни напречеко. Тоа ти е као да мешаш пиво и ракија, бе, разбираш? На почеток еуфорија ќе те пати, после кога се начукаш, кога ќе станеш агресивен, почна да се тепаат тамо да се караат. На шо личи бе тоа? Само се делиме, се расправаме бе. И шо е тоа, си ги мерат тамо сега? Шо е тоа? Место да се здружиме, да се веселиме тука убаво нешто се десило? Ајде, нека земат чувле, нека си ги измерат. Па ја ти кажем бе, да има негде надпревар за омраза, па прво место ќе земеме бе, ја ти гарантирам. Добро шефе, шо се изнервира толку? Сакаш за одмор да збори? Види шубаво телце сум направил за одмор, види. Бе, какво тело имаш само за на радио си. Земи од овие овошни вебарови на Виталија, ќе се вратиш у форма, ајде. Па после, ако убрцаш, може да го едноделен купач и ќе те стовира. Ајде, и дај пешкирчета, ајде виш. Ајде. Ама јас сакав да носам бикини. Види се. Опа! Ја, види бе. Каква кватростаџоне сум ти направил фризура. Ова сега и на дошт и од сонце и ве чедорчињавате ќе те штитат. Ај, спремен си за на море. Дај друго дете путец. Па нема бе шефе. Па добро, и боле што нема годишен одмор, е сега залепи тамо годишен одмор и ајде гитла и ти там, ајде. А годишниот одмор се префрла и во студиото. Тоа беше се за последната 40-та епизода на Вчерашни новости. Ако ви недостигаме, сите епизоди може да ги проследите и на Facebook, како и на YouTube каналот. Да се подсетите на сите наши згоди и незгоди, среќа, тага, неизвестност која ви ја предизвикувавме годинава. Ви благодариме на вниманието и се гледаме некоја наредна прилика. Сега сте чекорцаците. Добро утро на сите, освен на тие што не се чекорзаците. Добро утро и од мене. Џабе се депилирате за на плажа, џабе све која не знаете женски да бркате. Мора да знаеш музиче, бе, гледај. У истом стану живимо, топлу постелju делимо, исто нас вино опија, сада се ипак се боимо истине. Лео Мартин. Колку риби имам заглавено на ова.